Продолжува кризната состојба на границите. Предлогот за продолжување на кризна состојба на јужната и северната граница и по 15 јуни е поради зголемениот обем на влез и транзитирање на мигрантите низ територијата на Република Македонија. Кризна состојба ќе трае до 31 декември 2016. Министерството за одбрана предложи армијата да остане на границите по анализите на состојбата со мигрантите и договорот меѓу Европската унија и Турција. Македонските безбедносни сили, придружувани од странските полицајци, се долж северната и јужната граница. Безбедноста е на прво место, но и спречувањето на илегалните влезови од мигрантите. И од тогаш, кој беше некаде при крајот на август, до денеска постојано е ангажирана армијата на Република Македонија со своји луѓе и технички средства. Нашата улога тука веќе е добро позната на целокупната јавност на Република Македонија. Ние сме во улога на испомош на граничната полиција и таа улога ја извршуваме најодговорно во однос на оние задачи кои се потребни за обезбедување на овој дел од државната граница, меѓутоа и оние други делови каде што ние сме распоредени. Би спомнал податок дека веќе и самите знаете, од 7 декември ние веќе нашите инженериски единици го отпочна поставувањето на вториот ред на безбедносната ограда, се со цел на спречување на нелегалните поминувања кои, би кажал, од тогаш наваму се намалени драстично. До периодот на поставувањето на вториот ред на безбедносната ограда, ние имавме некаде, би кажал, во просек околу 135 минувања на 24 часа, а од тогаш наваму се смалени на 65, што тој тренд трае и до денеска. Македонските власти се уште очекуваат да профункционира договорот на Европската унија и Турција, од што зависи и што ќе се случува со мигрантите кои во моментов се на прифатните центри во Гевгели и Табановце. Се спомнува нивно враќање во Грција или Турција, но засега нема конкретно решение.